Кралскиот питон е идеален за луѓе кои сакаат змија како миленик, бидејќи не бара премногу грижа, не е отровен и има долг животен век. Во дивината животниот век им изнесува околу 10 до 15 години, но во домашни услови со правилна грижа може да живее и 30 години. Кралскиот питон плени со својот невообичаен и уникатен изглед. Природната боја му е комбинација од црна, кафеава и златна, и шари кои му помагаат да се камуфлира во природата. Додека многумина чуваат мачиња и кучиња во својот дом како своји домашни миленици, 18-годишната Стела од Скопје чува еден невообичаен и несекојдневен миленик во својот дом, а тоа е кралскиот питон Зои. Во продолжение верувам дека ќе слушнеме интересна приказна за тоа како изгледа самото секојдневие со кралскиот питон. Да и посакаме добро утро на Стела. Добро утро, Марија, фала ти на поканата. Стела, кој беше главниот мотив да го одбереш кралскиот питон како твој миленик? Змијата релативно е многу лесно животно за чување. Се одлучив за змија затоа што сакам екзотични животни. Невообичаен. Да. И змиите се релативно лесни за чување и можат да се приврзат со сопственикот и не бараат толку одговорност како кучињата и мачињата. И тоа. Како реагираат твоите блиски од семејството, можеби твоите пријатели, кога им кажа дека ти е во план да чуваш змија како домашен миленик? Голем дел од нив не реагира добро. Имаше прашања од типот како зошто чуваш змија. Кој беше најголем противник? Најголем противник беше мајка ми. Меѓутоа мене не ми влија мислењето на другите и сепак се решив да чувам змија. А како ги разубеди? Не ги разубедив. Само ја донесе дом. Да. Дел од нив го прифатија тоа, дел од нив се уште го немаат прифатено. Секојдневието со кралскиот питон Зои е релативно едноставно. Овие змии не бараат премногу интеракција или честа грижа. Кралскиот питон не е отровен и воопшто не е опасен за луѓето. Тој е мирен по природа. Меѓутоа, како и со секое животно, доколку не се чува соодветно, може да настанат проблеми. Змиите не бараат некоја одговорност секојдневно. Ја хранам на неколку недели еднаш. И се проверува топлината и влажноста на терариумот. За разлика пак ја спомнам од кучињата и мачињата, што бараат повеќе одговорност. Змијата е релативно лесна за чување. Лесна е за чување, но верувам дека имаш многу повеќе одговорност со оглед на тоа дека чуваш и куче, и змија, и рипче. Да. Како изгледа самото тоа секојдневие со твоите миленици? Целокупно. Гледам од да ги тргнам на страна, кога Зои ја пуштам и да се движи, нели, и да ја држам во раце, гледам Зара, кучето, да ми биде на друга страна, во друга соба, за да немаат никаков контакт. Се случило ли некогаш да дојде до тој контакт? Не. Кога одите на гости кај некој што чува кралски питон, важно е да не правите нагли движења. Најважно од се, да не се обидувате да ја допрете змијата без дозвола од сопственикот. Релативно змиите се многу мирни и не представуваат опасност, тие не те гледаат тебе како плен,
ниту пак имаат некоја желба да те нападнат. Само кога ја вадам змијата, вака пред други, треба како да кажам, без нагли движења и нагли потези, бидејќи сепак змија е. Еве велиш дека има сепак некои посебни правила за тоа однесување со самата змија. Кој те подготви пред да ја земеш и да ја чуваш дома? Јас сама се подготвив кога ја земав змијата. Прво гледав на интернет од други што чуваат змии, како треба со неа и така сама се подготвив и почнав пополека да ја учам. Моја блиска пријателка Агнеса чува исто змија и там многу ми помогна во процесот на тоа како да ја чувам змијата, со што да ја хранам. Голем поздрав до неа. И така. Како се храни самата змија? Како изгледа нејзината исхрана? Змијата ја хранам на секој од 14 до 20 дена, односно на секој 2 до 3 недели. Ја храниме со глувчиња, обично замрзнати. Самиот тој процес на дел од луѓето има, како да се изразам, гаден. Меѓутоа, со тек на време, пример, јас сум навикната, јас ја чувам Зое година дена и јас сум навикната и мене не ми представува тоа проблем. На почетокот? Тоа е природен процес. На почетокот, дали може би ти представуваше проблем? И те ви кажа дека за многумина звучи тоа неубаво. Да, на почетокот ми представуваше проблем, затоа што сепак, не знам, жал ми беше, меѓутоа тоа е веќе природен процес и немам веќе. Како изгледа самото нејзино живеалиште и како ја одржуваш хигиената на истото? Живеалиштето од 2 до 3 дена го чистам, водата и се менува секој ден. И обавезно се проверува температурата и влажноста на терариумот, бидејќи треба да биде секогаш топла на неа. Напомена нешто повеќе околу исхраната на самата змија, одржувањето на хигиената, кој најмногу се грижи во твоето семејство за неа? Јас. Дали може би твоите родители, иако верувам на самиот почеток беа против тоа да чуваш змија, сега се опуштија, може би тие помагаат во тој процес? Па не. Јас бев иницијатор за змијата и највеќе јас ја чувам, јас се грижам за неа, меѓутоа и мајка ми горе-доле ми помага со информации само, инаку нема некој контакт со неа. Ти си иницијатор и твоја обврска е да си ја чуваш. Многумина сметаа дека змиите се агресивни и секогаш напаѓаат луѓе. Ова верување главно потекнува од стравот што многумина го чувствуваат кон овие животни. Во реалноста, змиите не напаѓаат без причина. Според Стела, многу заблуди најчесто доведуваат до непотребен страв и агресија кон змиите. Најголема заблуда што луѓето имаат за змиите, мислам дека тие се опасни и дека веднаш ќе те нападнат. Мислам дека луѓето не се доволно информирани за змиите и дека ако се запознаат со неа, мислам дека нема да го делат сите истото мислење. Змијата тебе не те гледа како плен, ниту пак има желба да те нападне, доколку нели е... Да, секако има исклучаци. Да. Дали пак има некогаш момент кога тебе ти ја страф од Зоја? Не. А на почетокот имало страв? На почетокот ми беше страв кога правеше нагли движења, меѓутоа со тек на време ја навикнав и сега знам кога, зошто и како прави нагли движења. Што би им кажала на луѓето кои што се плашат од змии? Би им препорачала да се информираат на интернетот за повеќе информации за змиите и дека не е ништо страшно, зашто пак ќе напоменам,
змиите се многу тивки и мирни и не барат многу голема грижа. Дали можеби во иднина планираш да чуваш уште змии или пак доволна е само зои? Во иднина можеби некој друг вид со различна боја и карактеристики, но сепак секој домашен миленик бара голема одговорност, затоа ќе размислам пред да би земала нова змија. Дали можеби си имаш едуцирано ета на оваа тема, како би изгледало тоа секојдневие со различен вид на змии? Не, се уште не, меѓутоа во иднина сигурно би се едуцирала. Напоминавме некои карактеристики на зои, како кралски питон, освен самата исхрана и сите услови кои што ги бара, може ли да напоменеме нешто повеќе околу кои се најповолни услови за самата змија, нели да живее, и исто така колкав е животниот век? Животниот век уште не сум видела колкав би бил. Прилика, не? Не. Меѓутоа, секоја змија за да опстане треба да се храни правилно и температурите во низиниот терариум да бидат како што треба. Можеме да забележиме дека чуваш и рипче, и куче, и змија. Што според тебе најмачно да чуваш, односно најмногу бара уврски? Јас мислам или дека пак целокупно три? најмногу бара уврски кучето, бидејќи тоа треба да се изнесува, да се шета и ред други работи. Меѓутоа, добро се снаоѓам со сите три. Што е најубавото во тоа да чуваш питон како миленик? Најубавото кај питонот е тоа што не е секојдневно животно, екзотично е и не знам, мене ми се допаѓа екзотични животни, па затоа го земавме. Кај кучето, секогаш сум била голем љубител на кучиња и ете сега и двете ги имам. Кралскиот питон може да достигне должина од 90 до 150 см. Во ретки случаи може да пораснат и до 180 см. Како млади растат побрзо, но со тек на годините растот им се забавува. Возрастните питони тежат од 1 до 2 килограми, а поголемите женки може да достигнат и до 3 килограми. Стела, ти благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да слушнеме оваа невообичаена интересна приказна. Благодарам и на тебе, Марија.